Почитувани съветници, почитувани работени во општинската јавна администрација, ја свикувам 33-та седница на Советот на општина Димитракија. Се одржува седницата во општинските простории, со почеток во 14:15 часот на 12.4.2024 година. За работа на седницата во предвиден следниот дневен ред. Усвојување на записникот од одржаната 32-та седница на Советот на општина Димитракија. Предлагам да почнеме дневниот ред од точка број 1. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџет на општина Димитракија за 2024 година. Точка број 2. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас за регулиран водотек речно корите на река Бошава низ урбанниот дел на градот до брив на реката Барда, опфатен со ГУП Димитракија, општина Димитракија. Точка број 3. Предлог одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на бесправно изграден објект со намената на земјиштето. 4. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третма на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2024 година. Точка број 5. Предлог програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Димитракија за 2024 година. Точка број 6. Предлог програма за одржување на паркови, јавно градско и градско зеленило и рекреативни површини на подрачјето на општина Димитракија за 2024 година. Точка број 7. Предлог програма за активностите на општина Димитракија за ревитализација по елиминирање на кризи од областа на заштита и спасување во 2024 година. Точка број 8. Предлог план за дополнување на планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несречи на вработените и останатите лица кои во тој момент се затекнале во просториите на општината и материјалните добра. Точка број 9. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај по завршена сметка на Домот на културата Митра Гинова Димитракија за 2023 година. Точка број 10. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата на основното училиште Дом на културата ОУ, Дом на културата Митра Гинова Димитракија за 2023 година. Имаме и тоа дека ќе ставиме дополнување на дневен ред за верификација на мандат, односно оставка на мандат на нашиот колега. И по точка број 12 дошло советнички прашања. Кој за вака предложение Можете да разумете? Преди вчера заседаваше комисията за урбанизъм и сакам само ова точката 6 одржување на паркови јавни градско зеленило, зелено обекти се работи за спојени со точките 1, 2 и 3 од општинската администрација да се преместат после точката број 3. Бидејќи истото образование. Конструктивен предлог. Полам да гласам за предлогот. Кој е за да се дневниот ред со промена на дневниот ред? Благодарам. 7 гласа за, 1 против, 1 воздržан. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен. Усвојување на записникот од одржаната 32-та седница на Советот на општина Димитракија. Молам дали некој има разбор по однос на записникот од 32-та седница на Советот. Пошто никој нема разборно, заклучувам претресот и записникот од седницата го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот записник? Молам да диgne рака. Едногласно, 7 гласа за, 1 против, 1 воздržан. Не, Опција извинувам. не присутни. Значи 6 гласа за и 1 не глас. Јас бев присутна, но не ми пишува. Ама после тоа ти дојде, мислам дека. Советничката пристигна. Еве, доле пишува советничката Јулија Иванова пристигна на седницата после дневниот ред. После 11 точка. После 11 точка, да. Не, тука. На На првата првата страна, страна. пише дневниот ред после 11 точка. А јас не гласам да
Да, единия грешката ќе дојде. Добро. Чекам малку. Почекам образлагача да... Предлог одлуката за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Дамиркапија за 2024 година, која што ја донесовме на 28 декември 2023, бидејќи имаме измена во членот 9 став 1, алинеја 1 од одлуката, зборовите коефициент кој изнесува 2,7 се заменува со зборовите коефициент кој изнесува 2,35. Значи, ова е врз основа на информациите кои што излегува во службен вестник на општина Дамиркапија, во службен вестник, значи на Република Македонија, и тоа во службен вестник број 51 на 29 февруари оваа година, каде што значи за градоначалник на општина до 10.000 жители коефициентот значи од 2,7 се намалува на 2,35. Коефициентот се намалува, но бруто основицата, значи, за пресметка, ево го баш денес ни пристигна и последниот билтен, кој што излезе, значи на новите информации, каде што основицата за пресметка на плата за избрани и именувани лица во Републиката изнесува 54.916. Така да тоа е тоа. Ние мораме тоа да го измениме, бидејќи наредната плата што треба градоначалникот да ја земе мора да биде нели согласна измените кои што се веќе настанати. Затоа мислам мора да ја донесеме оваа одлука. Благодарам за... Да. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Дамиркапија. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Пошто никој не бара збор, да заклучувам претресот и точките ја ставам на гласање. Кој за предложена одлука? Едногласно, 7 гласа за, нема воздržани. Предлог одлуката изгласена. Точка број 2. Предлог одлука за определување на крајбрежен појас за регулиран водотек на речно корито на река Бошова из урбаниот дел од градот до влив на река Вардар, опфатен со генералното урбанистички план на Дамиркапија, општина Дамиркапија. Што почекаме предлагачот да... за определување крајбрежен појас за регулиран водотек на речното корито на река Бошова низ урбаниот дел на градот до влив на реката Вардар, опфатен со генерален урбанистички план во Дамиркапија, општина Дамиркапија. Значи, со оваа одлука се определува крајбрежен појас на регулиран водотек речно корито на река Бошова низ урбаниот дел на градот до влив на река Вардар, опфат кој што е опфатен со генерален план на Дамиркапија. Се јави потреба од донесување на нов елаборат и корекција
корекција на досегашната елаборат за крајбрежен водотек. Со одлука која што претходно е добиена согласност од Министерството за животна средина сектор води, се прави прецизирање, значи детална разработка на вливот на река Бошева во река Варда, која што со претходниот елаборат не беше тоа детално разработено и се коригира особината на движењето на токот на речните корита. Исто така се определува крајбрежен на покрај крајбрежниот појас да има 3 метри лево и десно да има заштитен дел, каде што нема да се гради, да има никакви граждани активности. Тоа е во краткицата. Има тука една добро. Да, дадена е ситуација како е. Тоа има ширина 65 метри плюс по 5 метри брег и 3 метри лево и десно казачен пояс. Јас би сакал да поставам едно прашање, пошто рековте дека се јави потреба. Да. Значи, која е потребата, зошто значи денеска оваа точка е на дневен ред, тоа е прво, и од каде, од кој дел се планира дека е градско или погранична? Во графичкиот прилог е дадено со истркината темна линија со планскиот офат на новиот генерален план. Со претходниот генерален план офатот не беше до самата река Варда. Ние со новиот генерален план офатот го проширихме планскиот офат, каде што сега е до самото до речното корито на река Варда. На тој начин, бидејќи со претходниот елаборат не беше третиран тој дел вливот на река Бошева во река Варда, значи тука се јави потребата од нов изработка на нов елаборат, каде што ќе го детално разработи делот каде што се влива река Бошева во река Варда. Исто така се јави потреба во еден дел кај што не е паркот за кај Јепа Бошева, се направи мала корекција на особината на текот на реката, каде што се усогласи со состојбата на терен. Тоа значи дека паркот и зеленилот си останува како што е, некако што со претходните елаборат кој што навлегуваше слабото до објектите на јавното комунално предпријатие. Значи имаше друга особина. Тоа до сега што не го регулирано, сега е регулирано со Да, беше регулирано, но ние кога беа поплавите 79-та се направил некој план, но тоа не беше урбанистички, мислам, доста среден град. Но како се носија нови генерални планови, овој дел остана како речно корито со заштитен појас. Но не се усогласи со на време кога е правен насипот, што е првиот одбранбен насип. И сега ние тој прв одбранбен насип кој што е кај пазарот, јавното предпријатие па завршува до црквата. Значи тој прв обеден, прв насип и тој сега со овој елаборат фактички се усогласуваме со. Значи имаше малик неусогласување, со овој елаборат сега се усогласува. И тоа веќе конечно се стана на хартија, елаборатот со новиот генерален план И се продолжува надолу до вливот на река. До вливот на речните корита. Претходниот офат беше до самата железничка пруга. Под железничка пруга. На мостот на железничка. Сега се продолжува до... Зашто се јави потреба да се урбанизира и тој дел, каде што веќе имаме, тоа се гледа во графичка дел, каде што имаме веќе еден авантурски парк, кој што сакаме да го ставиме тој во скоп на генерален план. Добро, благодарам за надалите друг бар збор односно на втората точка од дневниот ред. Почнемо да не
согласување на намената на бесправно изграден обект со намената на земјиште. Го молам предлагач да се го изрази. Станува збор за дуб за село Бистрица, кој што е веќе застран и кој што веќе реално има потреба од нов детален урбански план за село Бистрица. Или урбански план за село Бистрица. Во постапките за легализирање на бесправно изградени обекти се јавува потреба некојаш да се усогласуваат со урбанските планови. Ова барника каде што е на земјиштето собственик е барател за легализација на бесправен изграден обект, значи е во негова собственост и е со друга намена. Со промената на урбанскиот план, значи ние веднина би можеле да го вклопиме овој бесправен обект и кој што ќе си биде како што ни би требало да биде, значи дел каде што е предвиден за стандардно дело, не како што е сега дом за млад. Бидејќи тој еден постап кој што реално не припаѓа на собственикот, кој што е на барателот на легализирање на бесправен изграден обект. Дали некој друг бара збор по однос на трета точка од дневниот ред? Пошто никој не бара збор, да заклучува предрасудно точка да стане на гласање. Кој е за вака предложение од предлог одлука за утврдување на потребата за донесување на урбаничко-планска документација за усогласување на намената за бесправно изграден обект со намена на земјиште и да крене рака? 7 гласа за, нема против, нема воздържани. За четврта точка на дневен ред, со промена на дневен ред, предлог програмата за одржување на паркови, јавно градско и градско зелениво и рекреативни површини на подрачната општина ДБКП за 2024 година. Помолам председача да се произнесе. Програмата офаќа одржување на паркови, јавни градски и вонградски зеленила и рекреативни површини на подрачната општина ДБКП. За прв пат е во 2023 донесена ова програма и ова програма генерално е исто како и ланската програма, само што се направени мали измени во делот на операциите кои што се предвидуваат за некои паркови, значи повеќе косење, каде што треба повеќе поливања, со ѓубрење и така работи. Значи од претходната програма која што беше донесена лани нема значителни измени. Дали некој друг бара збор по однос на предлог програмата за одржување на паркови, јавно градско и градско зелениво и рекреативни површини на подрачната општина ДБКП за 2024 година? Пошто никој не бара збор, го заклучувам предрасот и четвртата точка ја ставам на гласање. Кој е за вака предложената предлог програма да го крене рака? Едногласно, 7 гласа за, нема против. Идуваме на петата точка од дневен ред. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани регистрирани кучиња за течање на јавни површини без присуство на собственик за 2024 година. Ќе го прочитаме. Која точка е прво сега да знам? Значи, петата точка, предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња. Да, добре. Вака, кај секоја година мора да донесеме програма за заштита и благосостојба. Оваа година малку закъснаме, ради вчера на комисија објасниме, пошто прифатилиште у Кавадарци ќе го прават, требаше да биде готово, но ради
правило таму, не е поштено уште, се уште нема дозвола и затоа малку закъснаме со тоа, и сега ќе видиме как ќе биде. Значи, у оваа програма влеват комплет, значи сите бездомни кучиња за ловување, мивно третирање, од крвцимање, вакцини, кастрации и сите тие работи, па до, пошто законот е така, мора да ни ги вратат, тие што се здрави, тие што не се здрави, аутаназија се прават, али тие што се здрави, за жал мора да ни ги вратат. И сега дел се враќат, дел не се враќат, така да оваа година има плюс нешто средства направено. Ја мислам дека имаме средства да може да се направи, али ако остане вака законот па, ќе гледаме колку што може да истретираме. Третирањето сега оваа година ми е струмица, сега ќе видиме кој ќе биде, кај ќе тендер, што ќе каже тоа. Оде на тендерска поставка. Настојуваме колку може, значи, тие што се поагресивни, по-такви кучиња, да се тие да се приберат. Ваа година ете со оваа американката нешто има сите женски кучиња кои имат дома миленици да се бесплатно кастрират. Така да ја мислам дека ќе се намали малку бројот, па сега тоа е тоа. Може има тоа да Благодарам за рацията. Дай некој два разборка односно петата точка. Пошто никој нема разборка, заклучувам петата точка да става гласна. Кој е за вашата предложената програма? Едногласно, 7 гласа за, едно воздржање на тоа. Поминуваме на шеста точка од дневниот ред, предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Димирката за 2024 година. Вака и оваа програма ние најчесто влеват дезинсекцијата и дератизацијата, односно прскањето по наше што си го викаме ние за комарци и дератизацијата ние за глодачите, односно глупците по наше стаорците, по канализациите. Така да на сите места кај што населени места вршиме дезинсекцијата, дератизацијата се врши по шахтите кај што јавното предпријатие стопанисува. Така да сите канализации што ги имаме, како Решница, Бистрица, Чифлик, и они се отфанати во сето това. При прскањето населените места ги поминуиме сите. Оваа година има плюс некои средства, гледам, условите сте одобриле. Така да покрај ларвицидните, че гледаме, мислам дека има средства барем за 2 прскања. Ако се јави плюс нешто, сега не дај Боже, знаеш како сите викаме, во ни е план и програма не е. Ама ако дојде нешто друго, сакаме нечиме, мора да правите некој ребаланс, па наново да прскаме, затоа што се може да биде. Значи, никој не знаеме ковидот дека ќе дојде, па испадна ковидот, така да и во е се болести, кај што правиме план, а како ќе биде натаму, тоа ќе биде. Сите вие другите јавни установи што се кажа, школото, градинка, дом на култура, комуналното, и они ќе си прават. Така само тоа ќе се даде на нивна сметка. Контролата се врши. Тоа е од моја страна. Ако нешто ви интересира, плюс нешто да ви објасниме. Благодарам. Дали некој да разборство? Прво програма на програма да зборство. Чекам позицијата. Да, има проблеми с бюджет за мордата да се написка. Тоа да видиме како се шансите за поидење на разговараме да може тоа авионски да се направи било по-ефективно за тоа. По мое и со санитарниот инспектор што човек му значи најдобро е вие као совети да речеме. У Вардарски плански сте Демир Пијане Готино, Кавадарци, Росоман, Велес, Чашка, Лозово и Сихники. Издействувате вие као совети
едно барање, сите вие средства што ги имаме, да речеме 250 или колку сте ги дозволили во буџетот, нека оде преку државно ниво и нека се прска. Авионски, ВЛС, градско, значи, тоа ќе биде од 2 дена или од 3 дена, нека биде третирањето, да видиме, ако треба, може, ќе треба авионско плюс некои средства, па ќе го направите од буџетот, да не биде 250, биде 300 нешто. И тоа е сето прскање према територијата. Значи, кај имаме критични точки, таму треба обавезно да поминеме. Затоа што покрај секој кај што има вода, мора да помине. И затоа викам, значи, ако можете вие кај совети да изконтактирате со сите колеги, следната година да може да го направиме као вардарски, плански, третирањето да не биде авионски. Сите што ќе се одвојат средства, колку да бидат, и ако може да на тендер да се одаде со авионско прскање. Многу поефикасно. Значи, тоа е многу поефикасно. Барем дезинфекција. Исконтактирате со председавачите на вардарски, плански, дали ќе може да нешто да направиме за следната година. Ефектот е по-голем. Да. Многу по-голем. На 2 години, како од државата тогаш имаше некои средства, дозволија, така да... Не, имаме преку Центар за јавно здравје, имат хектараа што треба да се прска, они ги имат. Затоа што пред да носиме програмата, Центар за јавно здравје ни дава мисли како треба да се прави. Значи, они имат точната површина, секоја општина колку треба да прска. И сега, сето прскање ќе биде преку по површината. Да речеме, да видите, ако имаме, мислам дека 200 хектари се планирани, може некојато имат 300, може имат 150, ја не знам да не зборувам ета. Спрема површината, секоја општина ќе си плати колку треба и готово. И ефектот ќе го постигне повише, него ли се? Ето е. Кој е за вака предложената програма? Едногласно за, 8 гласа за, има воздржани, нема. Ова што ми слушате, поздрав, драги Милијана. Обидуваме на следната точка од дневен ред, предлог програма за активност на општина Дедикабија за ревитализација по елиминирање на кризи од областа за заштита и спасување за 2024 година. Значи, вода нема корешец. Вода немаше и пак за баја нема вода. Денес исто така и не баја, петок се почне. Доста не се делачно остана. Бошава, самото име Бошава, Бош, значи празно, празно се однесува. Бош, знаете што е Бош? Бош. Како негово име, но доста не сигурно, доста не одговорно. Има повеќе од сите. Проблем што доста не знае точно не вода, треба стрелно да дадам совет. Ние вече стоиме точка на дневен ред. Седма точка. Програма за активност на општина Дедикабија за ревитализација по елиминирање на кризи во областа и заштита и спасување за 2024 година. Не мога да се произнесам. Така, значи, оваа програма е врзбазена барање и сугестија од Центар за обнова и за кризи и
за да имаме оваква формула, оваква форма. Значи, ние изготвихме и на инспекторът беше го посетне в Капия, покрай общината посетили други институции, като школата, градинката, дека има вече изготвена, дека е дадена на материалът на соя, така да тази цел, значи, ова програма ја носим сега на соя. Ова програма офаќа, значи, мерки, превентивни и оперативни мерки во услови на криза, значи во општината тоа се претежно нели овие од природни непогоди и други несреќи, како што се пожари, поплави и така натаму. Даден акцентот повеќе тука на противопожарната заштита, на сите тие активности, нели што го презема општината, силите на општината за заштита и спасување во соработка со останатите субјекти кои ја покриваат територијата на општината Имеркапи, како што е Центарот за управување со кризи, односно регионална центар од Неготино, територијалната противопожарна единица од Неготино, затоа што она ја покрива нели нашата општина и така натаму. Во ова програма ставена е нели дел финансирање на сите овие активности. Тоа финансирање ќе се врши од буџетот на општина Имеркапија. Обезбедени се средства согласно буџетот, нели, околу 200.000 денари, кои овие подставки ги распоредив јас да има опфатено многу подсегменти, како што се обуки на членовите, односно на ангажираните лица, потоа доколку дојде до ангажирање за горива, храна, јалци и така натаму, обуки на вработените за ракување со ПП апарати и така натаму. Го имате дел од распоредување на финансски средства. Материјалните трошоци исто така тука спаѓаат на учесниците во акциите, обуки на општинскиот штаб, како на општинскиот штаб, така и единиците, што ние имаме универзална единица за заштита и спасување со општински штаб за заштита и спасување, така да може да се проведе во рамките на ова финансиска конструкција, може да се проведе и таква обука. Од овие, да речеме, подставки во разговор со човекот што ги сервисира противопожарните апарати, договоривме една обука да се изврши на вработените за користење на ПП апаратите, така да треба да договориме термин, човекот е разположен да дојде и да го изврши таа обука, да секој да проба како се ракува со ПП апаратот. Добро, во кратко, тоа е имала една програмата. Благодарам на представителите на општинската управа. Дали некој разбор по однос на програмата за дополнување заштита на спасување од погоди, односно ревитализација. Ревитализација така е насловена, да. За обука. Да. Кои работиш на Не, обука, например, зависи сега каква обука би била таа, доколку е, например, за противопожарна заштита, може територијалната, како професионалци од Неготино, може да извршат обука на, пример, на доброволното противопожарно друштво. Сега, доброволното друштво е така малце, речем, не на некој ниво, кај што беше порано, и тоа може да се изврши обука, има некои исто доброволци што сакат да бидат ангажирани, може да извршат обука и на вработените. Значи, тие се професионалци кои што може да ја обава таа обука. А што се однесува до други обуки, може, например, општинско штаб, ние не се сеќавам секоја година беше бевме во центарот за обука во Скопје со други општини, комплетно општинскиот штаб за заштита бевме таму, така да пак ќе речем, да зависи со тоа по која мерка би била таа обука, нели? Инаку порано по формирањето, мислам, на доброволното противопожарно друштво имаше две обуки, бар знам за две обуки, извршени од страна на територијалната противопожарна единица Неготино, на доброволството за ракување со цревата за гасење на пожара и со останатите средства. Дали некој друг разбор?
май 2022 година страна на Совета на община Ливер Капия. Той план предвидел за защита и спасуване от природни непогоди и други бедствия на вработените и останати лица, които са затекнали в момента на просторите на общината. Значи, овој план се разликува от оно што е на ниво на община, план за защита и спасуване. Овој е исклучиво за обектот на общината. Така, обврска има и останатите субекти, които се школото, комуналното предприятие и градинката да имат такъв план за обектот и за вработените. Сега, ще спомня предходно инспекцията от надзор от Център за управление с кризи не задължи в отделът на прилозите, къде ще има по мерките, да има и конкретно поставено лица от редот на вработените за отредени активности, ще добиле во поглед на мерките за защита и спасуване. Така да, това е допълнуване во делот прилози, къде ще има ставено три екипи во ранг на екипа. Значи, ще има отговорно лице и извършители от страна на вработените. Одно да кажем, овие три изгледат така по-главни мерки за защита и спасуване, защото има много, те са 11, например, пожари, поплави и урнакли, защото се работят за обекти, урнакли се вземат. Во предвид така да от страна на инспектор беше сугерирано, че овие три мерки да се поставят лица отговорни от редът на вработените. Така да ова е това допълнување. Аз ставих дел от колегите, че ставих тук во тия екипи. Екипа за спасуване от урнатини, екипа за спасуване от поплави и от пожари. Ги имате прилозите, това са прилог брой 3, брой 4, брой 5. Защото еден и два се во скопът на плана за защита и спасуване, където се скиците от обектот, планът на обектот на общината и местоположението. Това е било. Дали некој бар разбор по точката? План за допълнение на плана за защита и спасуване на природни непогоди и други несреќи на вработените лица за просторите на общината и материјалните добра. Пошто никој нема разбор, да заклучувам предпоставки точка представа на гласа. Кој е за вака предложение от предлог план? Волата така е. Едногласно, осогласно за предложение. Предлог заклучок за изходиване на годишен финансов извештај по завршна сметка на овој дом на културата Мирка Гимова од Денер Грабија за 2023 година. Рекохме на комисията на легисlatивите да се пипа директно на точката дневния ред. Случай, дойде до въведение. Сега само финансови извещери и... Заклучок за усвоиване на годишни финансови извещери за завършната сметка на Домът на културата. Вероятно да се произнесе. Домът на културата Мирка Гимова има 3 сметки. Ще започна от 903 бюджетска сметка, на от која ще взимаме плата и кој што скоро рече се целиот бюджет за плата, само 320 денара се остави за материјал. И тоа, во тие материјални се потрошени средства за електрична енергија 40.905 денара, водовод канализација 8.272, пошта 7.000, телефон 45.000, меѓу тоа не стигнува парите за телефон. Имаме и од 464 доплатувано и оваа година го раскинав договорот и веќе немаме 4 телефона, туку само еден. Нема да го чае. Мора некаде да се штеде и почнаме од телефоните. Транспорт на луѓе 19.600 денара, гориво за цела година за активности, потрошени 30, толку и сме имаме.
канцеларийски прехранбени продукти, тук са и пеялъци, тук има и средства за хигиена, тук пазаруваме от продавницата, заедно пазаруваме и да они доставят на прехранбени продукти. Това са 20 000 денара. Договорни услуги за консалтинг. От ова сметка имаме 30 000 денара, 10 000 денара са потрошени от ова сметка за завършната в предходната година, пошто се тия 3 сметки по 2 или нещо, 6 000 и другите са ППП апарати, а 8 000 денара са пак за консалтинг. Консалтинг, че се найде и в другите, затова, защото там имаме около 70 000 денара за счетоводно сметководство. От 464, това са строителски услуги, 20 520 денара, воен е коктейлът пред новогодишен, и ще бяха съвърни сите, деца от най-много до най-големо и прославихме пред новогодишна забава, затоа што завършният концерт беше на 6, а на 7 вече беше последването и нямаме простор за да правим прослава и допълнително си направихме наша забава. Канцеларийски материал 5700, книговодство, повторно да рекол така, че се найде книговодство 10 000, компресор ВАЕ, ако не ви е ясно, автобусът нещо му фале, ще го поправиме с медайките в община, че го регистрира, между това не го регистрира. Обука, тук ова е веб страница, пиша платиме всека година на командо. Вонаева се дека ова година се потруди да остане истата сума, наредната година кажува дека че биде повече, дай че издръжаме несно. И 1274 денара, това се фискалната сметка, що се я прави. Това е за 900. Сега на 603, ова е средствата, що се добиват от Министерството за култура строго наменени за проекти. Набор от това. Трябва ли да образложу? Не. Добро. И собствената сметка 288 494, това е сума, що 150 000 бяха доделени на проектът на АРСО, 100 денара от предходната година градоначалникът, що не обечаше за театърът, ми ги пущи и около 30 000 денара от билети и таква работа, така се събра тази сума 288 000. От нея 150 000 денара се покрива сред, мислям, работението на проектът на АРСО, които ще се цяла година покажа резултати. Направи хореография с танец, беше изплатен хонорар за танец. Имат някои гориво и масло около суми денара за пътуване. И другите средства за игнование с името на договор, възоснова на това, що беше запишано и он го даде това предложение. И аз вече тайно, аз само му ги прехвърля парите и той си ги правеше онака, като що си има зацъртано в своята програма. Вие ще се 100 000 денара, що ни бяха за театър, несречно ги изкористиме за регрес на годишен отмор. Несречно. А ги чува в цяла година, за да ги реализираме ли за нас. Между това 70 000 денара ни легна горе от бюджетът, а книговодството да не е ставка, за да се плате персоналния данък. И после, когато се случи да разговарям горе, дали я можем да платам персонален данък от собствената сметка, а от тази сметка да легнат парите за регрес, ми рекла дека не може. Значи мора да биде от една сметка, нема друго чара се плаша да не тужа някой от върготените регресите. Законска обвръзка и аз тия пари ги потроши за регрес. И това. Може да потужат от 2 евро. 2 евро не са малко пари, които ще размешат. Ако има някакви прашане... Добра дискусия по
Деветата точка од дневниот ред, това е предлог заклучокот за успелување на годишниот финансови извештај по завршната сметка на Бюрото култура на Меркидинова Демократија за 2020 година. Дали некој бара збора? Повелете, господин Сајан. Не ви пренаписаш, аз мислам ова неколку пати повторувам. Значи, колков е бюджетот, значи, статистично се троши времето за разговор. Именно толку има повече репрезентации за лучи култура и бюджетот цел. Меѓутоа, ајде да прашам овој, сметките 426464 трошци за репрезентација, па повртен бюджет на РМ, па други. Сега как тук на 92 до 80 па разложено на това. Сега зашто не е овој цел, не е проблемот во сумите, него не е проблемот зашто целото тоа ставено на куп, како е трошци за репрезентација, е повртен бюджет на РМ, е други. Тоа е последната страна. Таа сметка водител не е шупец. Иначе не би требало тоа така да биде. Да, малце ми е... Да. Zato što praktično se tri ovaj spojni... Имав некој нов сметководител, што много тешко јас ја многу мака со него и така и реди да се поиспушти по тој сметководител, така се направи проблем да си потрошим собствените средства. И тоа најверојатно и ево, ја там не ни обрна внимание за... Тие се 90.000 што се реграти. Se sente tri spojni u jednoj dnevno. Приходите от билети. 30.000 приходи од билети. А како билети? Единични или се кине, за да се знае колко билетот, колко на блокчето или как само билетот се продава? Как се ги кинеме, обично ги кинеме личинецки, после това ги даваме, после тия пари ги внесуваме. Добре, викам како е Кочано, дали? Постанува едно на Кочано, едно дава. Така ти е изпечетлени се само... Не ги трябва после да се върнати. Така? Да. Оти така да ги от скината цел. Не знам, що е неясно. Горивото и масло се работи за автобуси? Да. Не, гориво и масло, например, ко беме во Ореовица, гледам да не надминам нели над 60.000 денара и пазам на тоа. Транспорт на луѓе и на Рицо, например, за Ореовица му ставам, например, 15.000 и за нафта. И во нафта се... Горивото и масло, денеска 38.000? Да. Во автобусот и некогаш во коли, например, кога оде Савор, например, за театрот, имаше потреба да оде за Скопје и тогаш по неговата кола се става или се моментално пипи кола, кој има некоја врска до Трезор, помошно до Вадарци, кога нема нели Трезор, одимо до Беле ситуација. Ама тоа се получат автобусите, од и театрот ставаме гориво и така. Да не одим на јавна набавка, а нямаме пари за најавна набавка. Дали некој друг има прашање? Упатам како директорите, однос на годишниот извештај. Пошто никој друг нема разбор да заклучува предресот по 10 точка и ова па предлог заклучок го ставам на усвојување овој годишен финансов извештај по завршна сметка на Бюрото на културата на Меркидинова Демократија. Кој е за вето предложение? Предлог заклучок мора да не рака. 5 гласа за, кој е против, кој е воздржан, 3 гласа воздржани, 5 гласа за, некој воздржани, 3 гласа против, кој е воздржани, нема против. Продолжуваме понатаму. 10 точка на дневен ред. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на Домот на културата на Меркидинова Демократија за 2020 година. Думам предлагам да се донесе. Значи, реализираните активности и подробности спрема дата, како сум реализирана, така ви се напишани. Не започна обично и стандарт, започнуваме на 13 октомври, затоа што типо не е на 14. И тогаш неколку години ни се случува да започнеме со изложба на слики од 39-та Ресторска колонија од Клопштит. На 14 настапот на Трифон Демократија беше заедно со Куѓане Семдански и имам гости од Црна Гора, се работи за минатиот Трифон, не ова
оваа година. На 23. и сме имали активности на посета во библиотека, дечињата од Борис Трајковски. На 17.4.2023 настап на Мирка Гинова на фестивал. Токму тоа е на тој фестивал сме ставиле на автобусот, мислам дека 14.000 денара настап. Имавме одличен настап и се вративме со трета награда. Од овој фестивал беше од надпреварувачки карактер. На 25.4. имавме солистички концерт на едно најпознатите пејписки, вработена во опера и балет. Иначе таа е од нашиот крај, Кавадарчанка е. За жал, многу малку посетеност. Аз знае се. На 6.5. премиера детска представа Салавиот фолк пенака во режим на Димчо Вањански. На 18.5. по повод Меѓународниот ден на музеите, во музеј Димир Капија имаше промоција на Ѓурѓо Денски обичај, кој беше проект реализиран 2022 година и се направи една целосна дискусија за тој успешен проект. На 35. јавен час на ора и песни од северното и источното игрално подречје во изведба на Кутмир Тегинова и тоа беше сето тоа реализирано од АСО. На 29.5. гостување на Талавиот фолк Енохио во Радовиш. На 31.5. настав на малата постава Мирка Гинова во Дом за деца и млади Влади Вучков Струмица. После бевме на посета на Ново село и Смоларските водопади. На 5.6. настав на Кутмирка Гинова во Деба, Македонија, на 6.6. имавме концерт. Ги имате, јас за тоа викам да нема потреба да читам. Евентуално, ако имате некоја точка која што сака да истакнете као ваш... Не, како посебна точка можам да истакнам само фестивалот ми беше нели посебна точка, кој што го реализираме без рамка. Оваа година повторно не е подржан, дали ќе успееме наново пак да го регулираме, не знам, не сум сигурна и да видиме во неизвестност дали ќе го реализираме овој проект, кој што е доста баран од граѓаните, има посетеност, убав настане, гледаме добри представи од самите гости што ни доаѓаат од странство, макар и тука, од Македонија. Дали ќе се случи во година? Ако е општината во состојба, може би општината да ни помогне да го реализираме. Не бари, со 120.000 средства го реализираме, луѓето што беа и од Дупи, од Тузла, и од Босна, од Конјец, беа презадоволни, беа сместени во Вила Марија. Едната вечер ние му окупивавме, кој што беа сакаа да останат уште еден ден. Дружењето продолжи на своја сметка, се плаќаа они сами втората вечер во Вила Марија. Ми пишуваат и сега дали ќе се реализира. Со знак прашање му одговарам на секој со надека, разговараме со градоначалникот, ако не средиме со Министерството, да видиме како може да се реализира на некој друг начин, или со спонзорство или било шо, иначе тој настан не би требало да знаме. Само што го обновиме и само што е тој. За музејот толку подробности Цветанка би има направено со цртежи и со сето тоа, мислам, нема потреба и да се дискутира. Се е опанато, беше искритикувана првиот пат само со маслови и така и од тоа жената се потруди да при јас помисли, викам, слушай, да не ми го врата това кошта много лише, има кошта мајке и од општината не, она максимално се потруди се да објасни сите тие проекти што ги реализира. Благодарам реплика, ако тоа се, јас се користам можност да ме похвалам со овој Вучич што го имате, направиле така прилично долг список на активности, секоја ќе да ви тоа. Благодарам. Дали некој друг бара однос на 10-та точка од дневниот ред предлог закон што за усвојување на годишниот извештај на работата на Домот на културата Мирка Гинова во Димир Капија за 2020 година. Повредите да се
сега ти стоиш, ще ти се стои негова режия, да не говорим за умримашки, да не говорим за ночите в Белсата и се. 23-та колко? 23-та сега само ще почна и сега правим. 24-та сега, 23-та. 23-та не беше. 23-та ви кажат дека Диме Бајански, не сакам јавно толку да зборам, како да беа негови децата и дека он не ги дава малите деца, малка група на Томе, а Томе веќе сите возрастни глумци го напуштија. Кристина се замина во странство, Анета се замина во Скопје, сите други глумци добри што беа некога. Значи имате режисер, што дали режира представи? Да, режира и на тешко е. Режира, знам дека во други општини режира нивни представи. Тука не режира. Лесека, малко беше тешко да му кажем на Диме да седне дома и да му ги вземе деца. Не е едноставно лесно. Знаеш, 6.5.23 премиера на детска Да. представа, вие имате режисер. А мислиш, ако беше директор, че беше позитивно да му рече Диме седне дома, цял живот си го посветил на театър. Диме остите го. И за това го... Най-сите му и на Томе да режира. Имате режисер платен. Ами нема толкова средства сега, ти не можеш така и тия... Како от други општини режира за хронорани? Как да режира за хронорани? Учествуваше като глумец, а не е режисер. Прави разлика, он го каже и това си, он е там глумец. От колоидите, от чашията слуша дека взима на бръкано театър. Дали е точно? Нема нищо. Къде друго От нема театърът, от Димир Капия, човекът фактически е набъркан. За да има Бајански. Ние седно до ноемврийска награда да велиме на човека. Сега по момента е набъркан. Мислам толкова ради това да не зборат Сабро се малко чаршията, не режира, а Диме Бајански още работи. Ами на Сабро трябва да му се найде да режира. Ама средства... Тоест децата само са други. Ама това коща, ти мислиш дека лесно да се коща? Ако некој каже дека може да финансира, тие се истите деца. Има режисер, една представа нема режирано в университет, а режира в други гради. Това го споря. Кога малко да се сите представи за возрастни, сите награди, што се добиени се режирани од Томе. До сега. И умримашки. Негова режия. И не можем да кажем дека таа не е наградена во Тузла, не е наградена во Углена Кочина. Значи, он работа од секој пат со возрастните. Кога вече јас најавих во еден совет тука. Има голем проблем за тоа што екзистенцијата тие се фамилијарни луѓе. Од тука немате интерес освен шетањето. Значи се одлучуват се гледат фамилијата, се откажуват од театрот. Тоа е принуден да ги земе малите деца. А јас немав начин така да му кажам на Диме оди си. Ама тие се истите деца, тие учествуват и од школа не може да ги пуштат нон-стоп. Не може седно ноемврийска награда да доведуваме на личност, а ние го прикаме. Да, баш добро е. Баш добро е. На крајот негова е закрепиме со награда и си оне човек. Настапува само, това не е лошо. Иначе не е така лесно. Да си го вземете тук, ще го плачаме, наши представи. Да режирamo и го кавара. Това се муабети, ако некој ти пушта, дека он режира, а не режира тук. Еве, докажи доказ, тук имам сведоци. Не е така. Значи докажи нека помага, нека режира, да викаме, да изкопи, не, това може това го прави моментално. За 2, 3, 4 години Томе, аз ви гарантирам, нема режирано никъде. Значи он цяла година му отстъпи на Диме с Пинокио и беше критикувано до Летапия, дека само себе. А мен ми беше тежко да му кажа на човека, че толкова години се посветил Ойси. Твоето место го си. Трябва да найдеш тежки да има режисер. Ама нема деца. Вие трябва да има деца, сега няма деца, тия деца са. Тия са, ако не може да ви е глумец. 6 деца, ти не можеш ностоп, ако одиш на нас, нещо ти губят настъп. Колко проблеми имам с професорите? Не е така едноставно, ако мислиш от друга страна. За 4 години е малко. Умри мушки и умри машки и ова. Ночите в Белос. Ночите за 4 години е малко. Ама предходното, кажете. Сега не можем да критикуем, да можете, ще бъдат посветени да трябва. Да, некој друг пара спорт по 10-та точка на дневниот ред.
семејства.